Почитувани граѓани, почитувани медиуми, покрај тоа што власта има рекорден буџет од 6 милиарди евра за оваа година, вели дека нема пари за зголемување на платите на работниците. Уште кога беше во фаза на предлог буџетот за 2025 година, сада сама предупреди дека ова ќе биде најгломазниот и најрасипнички буџет во историјата, во кој ќе нема пари за работниците и поголеми плати за граѓаните. И тоа се покажа како точно. Ова е недозволиво и покажува целосно непочитување на трудот на македонските работници и неспособност на власта да одговори на економските потреби на граѓаните. Дополнително, власта товари нови долгови на грбот на граѓаните и граба пари за себе, воопшто не водејќи сметка за потребите на граѓаните и на работниците. Покрај задолжувањето од 500 милиони евра од Унгарија, власта, почитувани во изминатите 3 месеци, се задолжи со 128 милиони евра преку државни записи и обврзници и 73,7 милиони евра кај домашните кредитори. Тоа се нови над 200 милиони евра долгови врз грбот на граѓаните кои ќе ги плаќаат идните генерации. А платите, почитувани, стагнираат, животниот стандард и куповната моќ на народот опаѓа. Последните податоци од Државниот завод за статистика покажуваат зголемени трошоци за живот за 4,4% и зголемени цени на основните производи за 4,3%. Со власта на Мицкоски и ДПМН, граѓаните имаат помалку пари во џебовите, а работниците живеат се потешко. Мицкоски потврди на најважната тема – животниот стандард на граѓаните. Власта целосно го напушти системот за зголемување на платите воспоставен од СДСМ, што резултира со влошување на животниот стандард на сите работници. Упорно го игнорира и нашиот предлог за минималната плата од 500 евра, која е неопходна за да се одговори на растот на трошоците за живот. Не може власта, почитувани, да има 6 милиарди евра буџет, да се задолжува со нови 200 милиони евра, а да нема пари за повисоки плати за работниците. Очигледно за власта најважна е удобноста на функционерите, нивните високи плати, скапи коли, луксузен мебел, а работниците се оставени сами на себе. СДСМ нема да отстапи од борбата за правата на работниците и подобрување на нивниот животен стандард. Граѓаните заслужуваат подобро, заслужуваат повисоки плати и достоинствен живот. Ви благодарам.